како една многу пријатна и убава новогодишна честитка за Федерацијата, а и за целата македонска јавност ни ја приреди Илина, испраќајќи ни информација од најјужниот, најсуровиот, најладниот крај од оваа планета, а тој од Антарктикот. Не само Федерацијата, туку и Агенцијата за млади и спорт ја препозна оваа значајност и комплетно застана зад овој проект. Проектот не ке можеше да биде остварен воколку не наидовме на комплетно разбирање од агенцијата, која што понесе лавовски дел од финансирањето на оваа експедиција, на овој проект. Прво да кажам дека навистина е прекрасно чувството кога човек ќе достигне на своја животна цел, пред се заради самиот себе си, но уште повеќе кога со тоа ќе предизвика гордост кај целата своја нација. 7 врвови е светски високогорски предизвик кој што е поставен како таков во 1985 година од страна на Ричард Бас. Тој ги поставува вака како што се дадени на мапата, значи планината Мекинли или Денали е највисока на северноамериканскиот континент, 6195 метри. Планината Аконкагва е највисока на Андите, највисока планина на јужната хемисфера и највисока за јужноамериканскиот континент, висока е 6963 метри. Винсон, односно последно искачениот од моја страна, 4892 метри на јужниот пол и највисок на Антарктикот. Килиманџаро 5895 метри во Африка, највисок на африканскиот континент. Елбрус е највисок за Европа, 5642 метри. Еверест 8842 највисок на светот и највисок на Азија. И планината Козиоско, која што е првично земена како дел од овој предизвик, но поради нејзината сепак не толку карактеристична не толку карактеристичен или експедиционистички карактер, листата на Бас нешто подоцно е замената од Рейнхол Меснер, кој што планината Козиоско, која е висока само 2000 и нешто метри, ја заменува со планината Карсната пирамида или Пунџак Џаја во Папуа, како највисок врв на Австралија и Океанија. Како активист за заштита на природната средина, животната средина, морам да кажам како таму се одвиваат некои работи и како овие планинари успеваат да ја зачуваат планината чиста. Значи, строго определени мерки има за заштита на планината и за контролирање на отпадот што се остава. Ништо буквално не се остава, значи буквално може да ви кажам дека сопствениот измет си го носиме со нас во кесичка и си го враќаме на подножието на планината, а после тоа во истиот авион заедно со нас тој отпад измет оди во Чиле, бидејќи на Антарктикот тој нема да се распадне никој пат. Тренирав во Охридското езеро, пливав од март до ноември. Последното пливање во Охрид ми беше во ноември месец, на 19 ноември. Мислам дека тоа секако исто малку ми ја подобри циркулацијата и магичните лекови на мајка ми, хомеопатијата што ми ја даваше, која што исто така мислам дека помогна, за да воопшто во ниеден момент не ми биде студено. Во ниеден момент не ми беше ладно. И сепак и менталната подготовка има голема улога. Но и добра опрема. Што подобра опрема, веќе денешно време и самата опрема гарантира до колку степени човек нема да замрзне.